Денеска сум во посета на општина Велес, на разговор и на средби со различни групи на граѓани. Конкретно во моментов сум на средба со дел од просветните работници во рамки на општината Велес, при што разговаравме и на еден начин ги презентираме сите мерки и проекти кои што следуваат во новата програма за работа на ВМРО ДПМН е реално за следните парламентарни избори. Јас за оваа прилика со гордост можам да кажам дека во изминатиот период сериозно посветивме внимание на подобрување на статусот на наставниците во рамки на основното и средно образование како влада и како министерство. Би истакнал само неколку факти кои што се навистина од исклучително значење за статусот на наставниците. Во изминатите неколку години се трансформирани, односно решенија за трајно вработување добија отприлика околу 9000 наставници. Се спроведува интензивно можноста за трансформација со по 2 години комплетен фонд на часови. Значи наставниците добиваат трајни решенија, 9000 наставници до сега тоа го искористија како свое право. Исто така би истакнал и зголемувањето на платата во рамки на Министерството, односно во рамки на образовниот систем во Република Македонија. Најниската плата и воопшто просечната плата во образованието се исклучително високо зголемени. Просечната е порасната за 67%, а за 115 најниската плата во рамки на образованието. ВМРО ДПМН и во следниот период планира со многу конкретни мерки да ги поддржува наставниците. Планираме систем на кариерно напредување кај наставниците со воспоставување на систем на наставник советник и наставник ментор, кои што врз основа на своите активности ќе добијат изголемување на платата. Исто така покрај оваа мерка продолжуваме и со стимулацијата, односно можноста за стипендирање на наставниците кои што ќе се запишат на еден од најдобрите 200 универзитети од областа на педагогијата, односно на образованието. Така да ВМРО ДПМН во следниот период планира да продолжи со конкретни мерки и конкретни активности, а не со празни ветувања и популистички најави. Напротив, ние сме многу конкретни, многу внимателни во она што го ветуваме за секоја група граѓани и за нашите поддржувачи, така и во овој случај и во делот на образованието ќе продолжиме со конкретни мерки да ги поддржуваме и стимулираме и наставниците и училиштата воопшто. Благодарам. Во однос на Кембридж програмата, колку сметате дека наставниците се приспособуваат на новата наставна програма, но и учениците колку ја прифаќаат и каков резултат покажуваат? Кембридж програмата на еден начин представува една од најкрупните реформи, најдолгорочните и најкрупни реформи кои што се спроведуваат воопшто во Република Македонија во делот на образовниот систем. Ако имаме во предвид дека беше неопходно да се изврши комплетна промена на наставните програми и на учебниците по однос на нивниот квалитет и можноста за полесно и поквалитетно учениците научат, јас сум повеќе од сигурен дека оваа реформа ќе ги даде своите резултати за отприлика 10 години од сега, кога новите генерации ученици кои што учат по нова методологија и нови учебници ќе бидат генерациите кои што ќе на еден начин продолжат да ја развиваат Република Македонија. Свесен сум дека една таква крупна реформа не може да помине без забелешки, бидејќи природно е да се на еден начин да постои известна резистентност или одбивност кон определени промени од она што значило претходно секојдневие, но јас во многу наврати и сега повторно ќе кажам, наш врвен приоритет е квалитетот на образованието на учениците, наш врвен приоритет се учениците. Инвестирањето во таква една крупна реформа со која што работиме со најголемиот светски провајдер за наставни програми како што е Меѓународниот центар за наставни програми на Универзитетот Кембридж, за нас е предизвик и на еден начин чест да можеме на нашите идни генерации да им овозможиме квалитетно образование кое што потоа во животот ќе им донесе многукратно поголем успех во сите области. Јас сум повеќе од сигурен дека оваа реформа е правилна и беше неопходна и ве уверувам дека за 10 до 15 години од сега вистинските резултати ќе дојдат кога новите генерации ќе бидат веќе високо образовани кадри кои што ќе развиваат Република Македонија.